Добар ден, ви сте во 18 часот во НИВ, ќе гледате. Не помина интерпелацијата за Тошковски во собранието. Министерот за внатрешни трет пат се соочи со опозицијата. Имате пријави кривични против 500 полицајци. Што тоа ви кажува министр? Еве, вие сте биле адвокат од другата страна. Лесно е да се представуваш како најчесен, кога никогаш во животот ништо не си сработил. Македонија очекува извинување и темелна истрага од Софија. Како документот за семејството на Мицкоски протекол во јавноста. Кога се случи инцидент пред амбасадата, токму на таа држава од каде што има протечено тој инцидент, ние веднаш јавно осудивме. Македонија добива фабрика за вештачка интелигенција. Везилка ќе развива алатки и на македонски јазик. Ќе возможи идеи создадени овде да добијат можност да се надпреваруваат на европско и глобално ниво. ПИОМ уверува, пензиите се сигурни, нема ризик за исплатите и здравственото. Филипче предупредува дека вториот пензиски столб е загрозен. Че луѓето се исплашени дали воопшто сега ќе ги добијат тие пари назад. Струмичките екоактивисти најавуваат нова битка, откако судот ја врати одлуката за спојување на концесиите за Иловица. Треба да им биде јасно, ние втор дом немаме. По собранието доцна попладнево не помина интерпелацијата за министерот за внатрешни работи поднесена од Левица. Работата на Тошковски трет пат се најде пред пратениците. Опозицијата обвинуваше за селективно постапување на полицијата, политички мотивирани акции, безбедносни пропусти. Тошковски пак во иницијативата гледа ефтин политички обид да се закочи расчистувањето со криминалот и корупцијата. Сања Трајковска-Ставров со деталите. Констатирам дека собранието не ја прифати интерпелацијата. Во Законодавниот дом не помина интерпелацијата против министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поднесена од Левица. Интерпелацијата ја поддржаа само 19 пратеници, а 58 беа против. Речиси 6 часа доминираат тешки обвинувања, но и контраобвинувања околу работата на министерството. Во образложението за поднесената интерпелација од Левица упатија низа критики кон Тошковски, во најголем дел за селективно постапување на МВР, непотизам и партизација на институцијата. Министерот за внатрешни целосно ги отфрли обвинувањата, велејќи дека со лаги и манипулации опозицијата цели кон собирање на политички поени. Балканите цајкани ви се рак-рана во министерството која вие не успевате да ја решите. Тие се срам за униформата. За 10 години имате пријави кривични против 500 полицајци. Што тоа ви кажува министр? Еве, вие сте биле адвокат од другата страна. Што тоа ви кажува? Дека си леđи и партиски вработувате таму и затоа имаме агенти од 6-та управа кои продаваат документи на криминалци, затоа имаме телохранители на премиер тепачи на жени. Слушнав многу манипулации, лаги, клевети, нечовечки напади, ад хоминем напади. Министерот не е во главата на секој полицаец, но министерот е одговорен да изгради систем во кој на грешката и следи дисциплинска, а таму каде што има основ и кривична одговорност. И во овој контекст делуваме максимално проактивно. Удирајќи по мене, удирате по институција која што за прв пат по 30 години покажа дека законот важи еднакво за сите. Пратениците на СДСМ бараа министерот Тошковски да се повлече од функцијата, порачувајќи дека уште удамна требало да си даде неотповиклива оставка, особено по трагедијата во Кучани и низата убиства врз жени и семејни насилства. Пратениците од ВМРО ДПМН пак реплицира, оти работата на Тошковски давала резултати за разлика од претходно, кога МВР во време на претходната власт потврлало дури и во издавањето на пасоши за граѓаните. Пропусти во казнивоста, пропусти во заштитата на граѓаните, на жртвите кои бараат помош, насилства, убиства, трагедии, секој функционер со минимум доблест досега ќе поднесеше одговорност. Логично е некој да ви постави прашање како не ви е срам, но вие срам немате. Една работа ќе ви кажам, пасоши не можевте на луѓето да дадете. Имате ли елементарна култура и почит кон овој народ кога издегувате тука да зборувате и да лажете
кога пасоши на овој народ не можевте да дадете. За неполни 2 години, ова е трета интерпелација поднесена против Тошковски. 2 поднесе Левица, 1 ДУИ. Од собраниската говорница Тошковски посочи дека ваквата бројка е историски случај, но додаде дека го почитува демократското право на опозицијата. Македонија очекува извинување и темелна истрага од страна на Бугарија по протекувањето на дипломатскиот документ со информации за патувањето на семејството на премиерот Мицкоски во бугарско одморалиште. Македонското МНР го повикало на разговор амбасадорот на Бугарија во Скопје и од него побарало објаснување за дипломатскиот преседан. Од официјална Софија засега молк. Афродита Рамос со деталите. Македонија очекува темелна истрага од Бугарија за протекувањето на дипломатската нота со лични детали и маршрутата на патување на сопругата и малолетниот син на премиерот. Ова е невиден дипломатски преседан и агресија врз нашите семејства со цел да не оттргнат од нашиот пат, оцени шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Министерот потврди дека бугарскиот амбасадор во земјава веќе бил повикан на разговор каде што му бил изразен висок степен на незадоволство. Кога се случи инцидент пред амбасадата, токму на таа држава од каде што има протечено тој инцидент, ние веднаш јавно осудивме, институциите во најбрз можен рок постапија и веднаш искомунициравме. И јас, но и заменик министерот со представниците на соседна Бугарија. И најмалку што очекувавме е таков проактивен пристап од наша страна, но бидејќи немаше, ние побаравме средба, оставете ги нашите семејства, имајте барем некој степен на минимална почит. Иако Брисел налага усвојување на акцијскиот план за малцинствата како и резултати од историската комисија, според Муцунски, ова не се единствените прашања кои соседна Бугарија ги толкува како европски. Тој додаде дека за акцијскиот план, иако од официјална Софија всушност немало суштински забелешки, истиот не бил прифатен, а историската комисија не може да има резултати се додека на Македонија и се наметнува, како што рече, туѓа реалност. Од гледна точка на тоа што го работеле експертите, можам да ви кажам дека јас не гледам некоја суштинска пречка од страна на соседна Бугарија. Не би можел да ви идентификувам суштинска пречка од експертска природа. Ако се бара Гоце Делчев да кажеме дека е бугар, нема да постигне резултати историската комисија. Ако се бара Јане Сандански да кажеме дека не бил македонец, туку бил бугар и се борел за некоја форма на македонска автономија, но во рамките на Мислам, тоа се небулози и нереални состојби. Министерот Тимчо Муцунски на отчетот за сработеното во првите 2 години од неговиот мандат повтори дека владата останува посветена на реформите и на барање на достоинствено решение надвор од билатерализацијата на европскиот пат. Без очекуваните гаранции, земјава нема да спроведе уставни измени, посочи Муцунски. Попладнево состав се огласија од бугарското МНР, откаде што велат дека не дистрибуирале дипломатска нота или друга официјална кореспонденција, поврзана со посетата на Бугарија на членови на семејството на официјален представник на друга земја. Информациите што циркулираа во јавноста во последните денови се однесуваат на вербална нота од 6 јануари 2026 година и се однесуваат на поодамнешен настан. Во моментов оваа информација не може да се свати како основа за заклучоци дека постои непосредна закана за безбедноста на граѓаните на Бугарија или друга земја. Министерството за надворешни работи придава големо значење на заштитата на дипломатската кореспонденција и строго ги почитува утврдените меѓународни правила и практики во оваа област, велат од Бугарското Министерство за надворешни работи за бугарската телевизија БТВ. Ресорите култура, спорт, односи меѓу заедниците и најверојатно правда ги преземаат кадри на Влен. Дознава Канал 5 од своји извори во преговорите. Освен на Лимани, се погласни се информациите дека Мицкоски ќе им се заблагодари и на Филков, Стоилковиќ, Људков и Ристовски. ВМРО ДПМН би го добил вице-премиерското место за добро владење на ФТАИ, како и здравство, социјала и евроинтеграција. Конечната одлука сепак ќе се знае деновиве. Андријана Лазова Божиновска има повеќе.
Правда, култура, спорт и односи меѓу заедниците ги презема вреди. ВМРО ДПМНЕ ги добива здравство, социјална политика, евроинтеграции и вице-премиерското место за добро владење. А земјоделство ке оди кај знам. Ова неофицијално е досега договорено меѓу премиерот и коалиционите партнери за владина реконструкција. Извори на Канал 5 брифираа дека најверојатно владиниот тим ке го напушти вице-премиерот Иван Стоилковиќ, министрите Цветан Трипуновски, Игор Филков, Борко Ристовски, Зоран Љутков и Фатмир Лимани. Информациите засега никој не ги потврдува ниту демантира, но начелно постигнале согласност за рокада на овие ресори. Според лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски, сите опции се на маса и треба да се согледаат грешките, но уверува дека односите во коалицијата се на највисоко ниво. Сега во моментов разговараме само за министерските позиции, сите опции се отворени, бидејќи треба да се слушнат сугестиите на владините партнери, но секако да се разгледаат и сондажите и анализите на граѓаните, колку тоа граѓаните се задоволни од реализација на проектите во одредени ресори. Ние не разговараме само за местата на ЗНАМ, туку разговараме за сите места во владата и реализација на владината програма во изминатите 2 години. Неофицијално конечна одлука за распределбата на ресорите ќе има вечерва, откако премиерот Мицкоски ќе се сретне со Димитриевски за да го прецизираат договорот, а потоа се очекува внатре-партиски да решаваат за новите имиња. Целиот процес на реконструкција во владата се најавува дека ќе заврши многу брзо. Според премиерот, списокот до собрание ќе биде доставен најдоцна до 1 јули. Тој потенцираше дека промената во кадрите нема да запре со министрите, туку следни се директорите кои во првите 2 години од мандатот на оваа влада не ги исполниле своите ветувања. Македонија денеска официјално ја представи Везилка, националната фабрика за вештачка интелигенција, проект осмислен да го забрза технолошкиот развој на земјата и да ја позиционира како активен дел од европскиот екосистем за вештачка интелигенција. За ова Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Проектот Везилка, национален центар за вештачка интелигенција, денеска беше официјално презентиран. Станува збор за иницијатива што треба да ја поврзе домашната научна заедница, државните институции и приватниот сектор со европската инфраструктура за развој на вештачка интелигенција. На промоцијата беше истакнато дека Везилка не представува самостојна фабрика за вештачка интелигенција, туку така наречена АИ антена, национален центар поврзан со европската АИ фабрика Фарос во Грција. Преку ова партнерство, македонските истражувачи, стартапи, компании и јавни институции ќе добијат пристап до европски суперкомпјутерски капацитети, вклучително и суперкомпјутерот Daedalus, како и до напредни бази на податоци и специјализирани алатки за развој на модели со вештачка интелигенција. Пристапот до европската инфраструктура за вештачка интелигенција и до напредни суперкомпјутерски капацитети ќе овозможи идеи создадени овде да добијат можност да се надпреваруваат на европско и глобално ниво. Тоа представува силен поттик за економски раст, за отварање нови работни места и за создавање нови можности за генерациите што доаѓаат. Проектот представува историски чекор во дигиталниот развој на државата и обид да се изгради траен систем, наместо да се реализираат поединечни и краткорочни проекти, посочи министерот Андоновски. Преку Везилка ќе добиеме директен пристап до европски суперкомпјутери, напредни податочни простори и современи алатки за развој и тестирање на модели на вештачка интелигенција. Ова значи дека нашите истражувачи, компании, стартапи, институции ќе можат да работат со инфраструктура која до вчера беше достапна само за најразвиените европски центри. Но Везилка не е проект за компјутери. Везилка е проект за луѓе. За студентите кои денес се во амфитеатрите, а утре ќе бидат инженери и научници. Стартапите кои денес имаат идеја, а утре ќе создаваат глобални решенија. Целта на Везилка се конкретни решенија, базирани на вештачка интелигенција, од македонски јазични модели и дигитализација на културното наследство, до анализа на здравствени податоци, оптимизација на енергетските системи, автоматизација на административните услуги и примена на паметни технологии во земјоделството. Покрај истражувачката компонента, Везилка ќе функционира и како центар за обука и развој на кадри.
Фондот на пензиско и инвалидско осигурување уверува дека пензионерите немаат причина за загриженост по објавувањето на ревизорски извештај за работењето на институцијата во 2024 година. Од фондот порачуваат дека исплатата на пензиите продолжува редовно, а здравствените права на пензионерите остануваат обезбедени. Лидерот на СДСМ Филипче стравува дека вториот пензиски столб е загрозен, цитирајќи изјава на премиерот. Михајло Видимлиски. Исплатата на пензиите продолжува редовно, а здравствените права на пензионерите остануваат целосно обезбедени, уверуваат од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Реакцијата оттаму доаѓа по објавениот извештај на Државниот завод за ревизија, во кој беа утврдени слабости во начинот на пресметката и на времената уплата на придонесите за осигурениците во вториот пензиски столб. Ревизијата утврди дека приходите од наплатен придонес за пензиско и инвалидско осигурување во 2024 година се зголемиле за 14%, но тоа не било доволно за покривање на расходите за пензии кои понатаму бележат раст. Од ПИОМ вела дека и предмет на ревизија е 2024 година, кога со фондот раговодел кадар на претходната влада. Бидејќи придонесот за здравствено осигурување на пензионерите се пресметува како процентот исплатената пензија изнесува 11,8% од нето исплатената пензија, а делот за вториот столб е 6% од вкупните придонеси за пензиско осигурување. Сосема очекувано е со растот на пензиите да се зголемува и обврската по овој основ кон Фондот за здравствено осигурување. Од тука Фондот на ПИОМ нагласува дека зголемените обврски се директен резултат на повисоките пензии и подобриот животен стандард на пензионерите, а не последица на нарушена финансиска стабилност или нефункционирање на системот. Околу стабилноста на вториот пензиски столб денеска реагираше и председателот на СДСМ Венко Филипче, повикувајќи се на изјава на премиерот Христијан Мицкоски дека корисниците на овој столб нема да бидат задоволни. Филипче тврди дека е оправдана загриженоста кај пензионерите. Дали премиерот има намера преку државните механизми да интервенира во тој буџет во кој што луѓето си уплаќаат? Значи луѓето се исплашени дали воопшто сега ќе ги добијат тие пари назад и што точно се крие зад изјавата на премиерот. И тоа е едноставно уште еден многу тежок удар врз граѓаните. Дали воопшто оваа власт и премиерот се грижат за оваа категорија на граѓани и дали ќе си дозволат да им ја одземат надежта на луѓето дека ќе имат мирни пензионерски години. Околу прашањата поврзани со обврските и трансферите кон пензиските друштва од вториот столб, од ПИОМ истакнуваат и дека зголемувањето на овие обврски е директна последица на историски најголемото зголемување на пензиите во државата. Екоактивистите повторно го креваат гласот по судската присуда да се поништи претходно донесената одлука со која надвор од сила беше ставено спојувањето на двете концесии за Иловица. Од Здрава Котлина со низа забелешки, вклучително и дека владата според нив требала, но не вложила приговор. Дејан Трајковски има повеќе. Нема да копате. Отворивте војна со народот. Народот не заборава и народот не се предава. Порача од еколошкото движење Здрава Котлина по одлуката на Вишиот управен суд да ја поништи одлуката со која беше запрено спојувањето на концесиите за експлоатација на рудникот Иловица Штука. Оттаму велат дека пресудата не значи зелено светло за работа на концесионерот Евромакс. Туку судот само утврдил процедурални пропусти во владината одлука од 2023 година за поништување на спојувањето на концесиите. Според нив, Вишиот управен суд не се произнел по суштинското прашање дали концесиите се законски, оти одамна се истечени роковите според законот за минерални суровини. Од еколошкото движење за Канал 5 велат дека втор дом немаат и дека за единствениот жестоко ќе се борат. Ние сме тука, ние ќе се бориме, а они колку имаат желба да трошат и енергија и ресурси за да се борат со нас, треба да им биде јасно. Ние втор дом немаме. Тоа е еден. И сега ако мислат дека туку така лесно ќе пројдат преку нас, мислам дека се лажат. Нас не ни е ова нешто ново. Ние некогаш на мајтап си велиме, ние сме дома. Они се тие што ни доаѓаат кај нас. Ние друга опција, освен да се браниме и да штрајкуваме и не знам
да вршиме притисок врз властите. Од Здрава Котлина додаваат дека е симптоматично што државата не е обжалила одлуката во предвидениот рок и дека владата и натаму има механизми да го одбие спојувањето на концесиите на Евромакс. Тие велат дека Струмица и 70 на села од околината ја користат подземната вода која при експлоатација би се загадила со сулфур и цијанид. Од владата пак по одлуката порачаа дека станува збор за наследен процес од претходната влада и дека судската одлука мора да се почитува, но и еколошките стандарди. Приоритет останува создавање на услови за економски раст, нови инвестиции и отворање работни места, но тоа никогаш нема да биде на сметка на здравието на граѓаните. Канал 5 се обиде да стапи во контакт со концесионерот Евромакс кој го развива проектот Иловица штука за став, но одговор не добивме. Дел од медиумите пак пренесуваат дека од компанијата пресудата ја толкуваат како целосно враќање во сила на одобрението за спојување на концесиите Иловица 6 и Иловица 11, а воедно и дека очекуваат комуникација со властите за да го финализираат новиот договор потребен за натамошен развој на проектот. Никој нема да биде отпуштен од работа, иако во претходните 7 години имаме 17.000 ученици помалку, уверува министерката Јаневска. Во однос на случајот со само 3 запишани ученици во земјоделската струка во Битола, советува наставниците повеќе да се ангажираат за презентација на струките. Маја Стојановска. Иако во изминатите 7 години бројот на ученици е намален за дури 17.000, а со тоа е променет и соодносот меѓу наставниците и учениците. Министерката за образование и наука Весна Јаневска уверува дека нема да има отпуштање на наставен кадар. Но отчетот за сработеното во првите 2 години од мандатот, Јаневска оцени дека квалитетот на образованието е унапреден, преку низа реформи насочени кон подобрување на условите и можностите за учениците, студентите и научната заедница. Како еден од позначајните процеси, ги издвои токму оптимизацијата на училишната мрежа и воведувањето на едносменска настава во повеќе од 200 училишта низ државата. Децата повеќе се социализираат, учат во подобри услови и постигнуваат подобри резултати. Свесна сум дека има реакции, но да повторам, никој нема да биде отпуштен од работа. Откако обелодени дека само 3 ученици се запишале во земјоделската струка во средното училиште Кузман Шапкарев во Битола и поради тоа ќе мораат да бидат прераспределени во друга паралелка. Јаневска посочи дека поради долгогодишниот недостиг на интерес било предложено оваа струка да се префрли во регионалниот центар, но по реакциите од училиштето и локалната заедница предлогот не бил реализиран. Според министерката, потребен е поголем ангажман на наставниците во промоција на струката и информирањето на 9 оделенците за можностите што ги нуди таа професија. Ние сме имале примери на училишта со многу низок рейтинг, кои со тек на време, токму поради ангажманот на наставниците, станале реномирани училишта. Тоа го покажува искуството. Меѓу реализираните активности, Јаневска ги посочи изголемените плати за наставниците, проширувањето на системот на стипендии, инвестициите во училишната инфраструктура и дигитализацијата на образовните услуги. Според неа во изминатите 2 години биле вложени околу 70 милиони евра во образовни проекти, додека буџетот за високото образование и науката бил значително зголемен. Во собранието втор ден на амандманска расправа за предлог законот за соодветна и правична застапеност. Власта и опозицијата се обвинуваат дали предлог законот кој треба да го наследи укинатиот балансер го регулира или злоупотребува вработувањето во администрацијата. Правичната и соодветна застапеност не може да зависи од расположението на власта. Тој е обврска кој извира Охридскиот договор и уставниот поредок. Значи треба да има правен поредок, мерлив механизам и гаранции за спроведување. Ова не е закон помеѓу дали ќе се надмудруваме ние албанците кој е поголем албанец. Не бе, ова е и за роми, и за бошњаци, ова е за секој еден граѓанин во оваа земја. И вие што ни правите? Викате, еве ви ги амандманите, не се прифаќаат, нема никакво образложение. На секоја седница тука е колегата Мерит. Второ, партијската група на ДУИ има 2 члена и тие се присутни. Партијската група на Алијанса има 1 член и тој е присутен. Единствената партијска група која што во моментот нема ниту 1 член на оваа комисија е Социјалдемократскиот сојуз.
топлото време и натаму причина за здравствени проблем. Хитната медицинска помош денеска речиси секој час интервенирала на јавни места. Овој период од годината го зема својот данок. И млади и здрави луѓе се жалат на главоболки, вртоглавици, омалаксаност. На речиси 1 час по 1 колабиран на улица. Од утрово до пладне брза помош интервенирала за 4 колапси, а исто толку имало и во вчерашната дневна смена. Лекарите од службата велат дека деновиве се повеќе граѓани се јавуваат на 194, барајќи совет како да си помогнат за да можат да го изгураат денот, поради вртоглавици, болки во пределот на слепоочниците и омалаксаност. Симптоми на метеоропатија чувствуваат и млади и здрави луѓе, вели доктор Елена Пиловска, која појаснува дека топлото и променливо време, особено предни време, знае да направи силни промени во општото здравје. Во текот на денешниот ден до сега од 7 часот интервенирано е 4 колапси на јавни места, а во текот на вчерашниот ден имало дури 4 сообраќајни незгоди во текот на дневната смена и 4 колапси. Во време кога постојано брзаме и сме изложени на хроничен стрес, временските промени само го откриваат она што организмот веќе подолго време ни го кажува, дека на луѓето им треба повеќе одмор, подобар сон, подобра грижа за себе и затоа метеоропатијата која што чувствуваме сега не е само за времето, туку и за начинот на кој што живееме. Метеоролошките услови не влијаат само на физичкото здравје, туку може да доведат до голем пат на концентрацијата. Затоа, кога има високи температурни разлики и промени во атмосферскиот притисок, се препорачува зголемена внимателност, особено зад воланот. Лицата кои што се под хроничен стрес, анксиозни или не спијат доволно, почесто и поинтензивно ќе чувствуваат симптомите на метеоропатијата. Знаете, метеоролошките услови не влијаат само на физичкото здравје, туку и на вниманието и реакцијата на возачите. Имаме зголемен број на сообраќајни незгоди деновиве. Во денови со екстремна жештина, нагли временски промени или пред невреме, како што се очекува и сега, луѓето почесто чувствуваат замор. Освен да се пие поголема количина на вода и да се внесува полесна храна, овош и зеленчук, лекарите препорачуваат да се користи секој слободен миг и да се замине на планина, во природа богата со кислород, односно да се вдише чист и незагаден воздух. На стрелиштето Криволак се уништени 2 хемиски гранати со боен отров од Првата светска војна, информира директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Вчера на армискиот полигон Криволак се уништени 2 хемиски боеви гранати од Првата светска војна, кои што се пронајдени првата во нива во самото село Крклино, кое што се наоѓа пред влезот во Битола од Прилепска страна, и втората пронајдена во нива во аторот на село Кременица на македонско-грчката граница. Едно од гранатите е најдена додека собственикот орал со трактор, истата притоа била закачена по запалката, но за среќа не дошло до нејзино активирање. Повторувам, се работи за исклучително смртоносни гранати со смртоносен газ кој што убива се околу него неколку стотици метри наоколу. По рекламите гледајте само вистина, се гледаме во вечерните вести. Пријатно.